Косовската председателка Атифе Јахјага го осуди палењето на македонското знаме на протестот одржан во Приштина, оценувајќи го чинот како неприфатлив. Вакви непромислени акти кои имаат за цел поттикнување омраза се во целосна спротивност со вредностите и идеалите кои ги прифативме како демократско општество, нагласува Јахјага, која бара од полицијата и правосудните органи пред правдата да ги донесат сторителите на ова дело. На протестот пред македонската амбасада во Приштина беше запалено македонското знаме и носени и извикувани пароли како "Ние сме 10 милиони војска подготвени за војна, еден народ, една крв, една мајка, едно знаме, време е за обединување". Протести беа одржани и во Скадар и во Тирана во Албанија, каде бил и европскиот шампион во бокс Нури Сефери, по потекло од гостивар. Медиумите на албански јазик во Македонија го посочија Сефери дека е лицето кое професионално удрило полицаец во Тетово. Тој пак негира дека бил во Тетово. Претходно пак јавно најави дека ќе дојде од Швајцарија за да протестира во Тетово. Правната процедура во земјава е јасна. Случајот Монструм треба да се реши во рамките на нашиот правен систем. Барањето на лидерот на ДУИ, Али Ахмети, процесот да се врати на почеток под мониторинг на меѓународните правни експерти е политички маркетинг, пренесува весникот Дневник мислења на правници. Да биде јасно, странски експерти може само да наблюдуваат без право да вршат претрес на предметот, да анализираат докази, а уште помалку имаат право да даваат сугестии како да се реши предметот. Го пренесува Дневник универзитетскиот професор Осман Кадриу. На граничните премини Дојран, Богородица и Меджитлија поради штрајк на грчката царина, сообраќајот на грчка страна на границата за тешки моторни возила е во прекин. Од Автомотосојузот на Македонија информираат дека патничките возила и автобусите се пропуштаат нормално на Дојран и Богородица. Само на Меджитлија тие се пропуштаат повремено во одредени временски интервали. На останатите гранични премини нема подолги задржувања за влез и излез од државата, а МСМ напоменува дека информацијата се однесува само за македонската страна на премините. Поголема превенција, поефикасни мерки за заштита на жртвите од семејно насилство, како отстранување на сторителот на насилството од домот, прецизирање на сите обврски на вклучените институции, како и рокови во кои треба да ги преземат активностите и мерките за заштита, нивна меѓусебна координација, мерки за економско јакнење на жртвите на ваков тип насилство, се само дел од решенијата од новиот предлог Закон за превенција, заштита и спречување на семејното насилство, презентирани на јавната расправа на која учествуваа представниците од сите институции вклучени во борбата против семејното насилство. Овој предлог закон ги дефинира начелата на кои ќе се заснова почитувањето на достоинството и личниот интегритет на жртвите на семејно насилство, третирајќи го проблемот како повреда на основните човекови права. Како основни начела се предвидуваат начелото на итност и одговорност на надлежните институции и интерсекторското постапување и координирање, рече министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, кој се обрати на расправата. Поради сомневање за сторени казнени дела, злоупотреба на службена положба и овластување и несовесно работење во службата, полициската станица од Струга поднесе кривична пријава против АВ 48 од Струшкото село Радолишта. Пријавениот, како што соопшти СВР Охрид, во своја корист, а на штета на предпријатието АД Проаква, прибавил материјална имотна корист од 328.512 денари. Противправната постапка ја направил во текот на 2012 и 2013 година, кога од фирмата од Скопје подигнал ХТЗ опрема, која воопшто не била донесена и прикажана во магазините на предпријатието. За набавената опрема не била изготвена испратница или друг соодветен документ потребен за книговодствено евидентирање во Проаква, информира полицијата. Тој, во својство на управител, дополнително го оштетил Струшкото јавно предпријатие со кој раководел за 523.500 денари. Министерот за одбрана Зоран Јолевски во рамки на посетата на Соединетите Американски држави вчера оствари работна средба со сенаторот Џон Маккейн и конгресменот Мајкл Конавеј, а имаше и работен ручек со сегашни и поранешни високи функционери во администрацијата и креатори на јавното мислење во САД. На средбата со сенаторот Маккейн, Јолевски се заблагодарил за поддршката од САД, додека Маккейн се заблагодарил за учеството на Македонија во мисијата во Ирак и особено во мисијата ИСАФ во Авганистан. Во однос на проширувањето на НАТО, сенаторот Маккейн изразил разочараност, затоа што, како што истакнал, тоа е еден од оние кои што го поддржуваат проширувањето на алијансата. Сенаторот Маккейн изразил желба да ја посети Република Македонија. Конгресменот Конавеј пак на средбата со министерот Јолевски истакнал дека ќе направи се што е во негова моќ да придонесе за побрз пристап на Македонија во НАТО, што позитивно би се одразило на целиот регион и пошироко во поглед на мирот и безбедноста.
Во металуршкиот комбинат Југохром и Егуновце денеска ќе бидат уништени запленото оружје и дроги од случаи за кои веќе се донесени правосилни одлуки. На уништувањето кое се спроведува по повод Светскиот ден за борба против малото и лесно оружје ќе присуствува министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска заедно со представници на Министерството за правда, Агенцијата за управување со одземен имот и на УНДП СЕСАК. На дневниот ред на Собраниската комисија за здравство се е предлог законите за изменување и дополнување на Законот за здравствено осигурување и за дополнување на Законот за земање и пресадување на делови од човечко тело заради лекување. Двата во прво читање. Компанијата South Stream склучи договор со фирмата Центаргаз за изградба на гасоводот Јужен Тек на територија на Србија, јави и Тартас. Центаргаз е инвестициско-градежен холдинг, керка на компанијата Газпром и таа ќе биде задолжена за проектирањето, доставките на опремата и материјалите, градежно-монтажните работи, обуката на персоналот и воведувањето на Јужен Тек во експлоатација на територијата на Србија. Русија ќе дозволи коцкање во Сочи за да продолжи користењето на објектите изградени во Црноморското одморалиште за зимските олимписки игри 2014 година. Точната локација на коцкарската зона во Сочи ќе биде утврдена за 10 денови. Нахин Ахмад и Јусуф Сарвар и двајцата од Бирмингем признаа на судењето во Лондон дека подготвувале терористички напади. Двајцата поминале 8 месеци војувајќи во Сирија за џихадистичката група Ал-Нусра фронт, поврзани со мрежата на Ал-Каеда, а британската полиција ги уапси на лондонскиот аеродром Хитроу при враќање од фронтот.